Вакви блювотини, вакви навреди, ваков говор на омраза, како што видовме и слушнавме од устата на Сашо Ордановски, немам одамна видено. Човекот кој што дури мислам дека поседува безбедносен сертификат, кој има исцицано не знам колку странски долари и евра, човекот чиј брат на контроверзен начин се офајди од фондот за иновации за време на СДСМ, и кој најважно од се е радо виден гостин на многу формални, неформални и приватни сеанси во резиденциите на најзначајните западни дипломати во Скопје, да користи ваков речник против еден американски председател е навистина невиден скандал. Значи долгогодишниот мегафон на СДСМовската пропаганда, замислете, влезе во отворена и валкана војна со Трамп и со Америка и решил да ја опорави најмојкната држава во светот, умирајки го нивниот председател. Ја прогласи Америка за проруски ориентирана. Не плаши дека доаѓал крајот на светот, дека лидерот на САД, односно Трамп, биле олицетворение на злото, неонацисти и веќе не знам што. Па можете ли само да замислите што ќе се случеше кој јас или некој од вас, кога не притиска американците да смениме име, устав или било што, искажеше вакви блювотини против тогашните американски председатели? Ке не расчеречеа. Или ќе висевме на плоштад, или ќе завршевме во затвор. А сега молк. Ниту зборот о обвинителството кој треба да реагира по службена должност за ширење на говор на омраза. Ниту зборот оние проверувачи на факти кои цензурираат колумни за кои се зборува за злоупотребата на парите од USAID. Ниту зборот Здруженијето на новинари, кој се најде повикано да реагира за надписи во кои се зборува за то колку милиони се слеале во македонски медиуми, ама сега молчи кога еден Ордановски, кој колку што знам, официјално е новинар, а може би и нивни член, шири омраза кон стратешкиот партнер. Само ќе кажам, срамота.